Почитуван председателе, почитувани пратенички, почитувани пратеници, дозволете ми најпред само една мала корекција. Јас не сум председател на фондацијата Отворено општество Македонија, туку извршен директор. Председател на управниот одбор е друга личност, така што молам заради точно информација да. Така е просто. С оглед на тоа дека постои временска рамка, широчината на прашањата кои се поставени за денес е голема, јас одлучив да се концентрирам на една област, а тоа е слободата на изразувањето и слободата на медиумите како нешто што е, или медиумските слободи, нешто што е тесно врзано со првото. Се обидов да ги прегледам сите документи врзани за состојбите кај нас во Македонија на таа тема. Најпрвен коментарите и препораките број 35 и број 39, норвешката и швајцарската или обратно. И исто така неколку извештаи на домашни, меѓународни, владини и невладини организации и институции. Она што сите овие документи го кажуваат, а што јас го споделувам како мислење, е дека во последните 4 години Република Македонија бележи драстичен пад на слободата на изразувањето. Може да продолжам? Колеги, ве замолувам за внимание и за тишина. Да беше фудбал утакмица, судиите прекините че ги смета. Господин Марчин, јас би сакал да имам овде некој звонче или некој шекан за одирање, ама ќе разберат колеги. Продолжите. Значи, кога велам домашни организации, пред се мислам на Сдруженијето на новинарите на Македонија, Синдикатот новинарски на Македонија, Македонскиот институт за медиуми и Центарот за развој на медиумите. А кога говорам за меѓународни ентитети, мислам пред се на Репортерите без граници, Freedom House, Европската комисија, State Department и така натаму. И тука навистина е тешко да се одмине еден податок кој вели, а тој е во индексот на Репортерите без граници за слободата на изразувањето, дека Македонија во 4 години бележи пад од 82 места. Мислам дека тоа е нешто што нема преседан, просто не можев да пронајдам некаков сличен пример за такво лизгање. Се разбира, слободата на изразувањето и на медиумите има и своји аспекти кои се допираат и со други сфери, јас ќе се обидам да не завлегувам во нив, меѓутоа навистина е тешко да се одмине и да не се спомне тоа дека токму во 2013 година, односно на крајот на 2012 и во 2013 година се случија два драстични примери. Првиот е насилното истерување на новинарите од собранието, а вториот е затворската казна од 4,5 години за новинарот Томислав Кежаровски за откривање на идентитет на заштитен сведок. За првиот немам намера многу да говорам, но вториот мислам дека е премногу драстичен, ако сакате, и споредено со она што е меѓународна пракса. Дури и да има докажан таков престап на новинар, таа е максимум 3 месеци или условна казна. Да биде работата уште полоша, новинарот Кежаровски помина во притвор 6 месеци. Дојде до тоа дека имаше директни барања, јавни, за тоа да он се пушти од притвор, од организации од калиброт на ОПСЕ. Што се случи понатаму знаете. Можам да додадам на ова дека обидите, одговорноста и состојбите да се камуфлираат со некакви законски измени делуваат прилично прозирно,
ако земете предвид дека казните за новинар, уредник, собственик, според новиот закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета, може да стигнат до износ од 25.000 евра кумулативно. Можем да ви кажем дека 25.000 евра во Македонија е годишен буџет на некои портали. Тоа може да ви укаже на тоа колку е тоа драстична и драконска казна. Понатаму, она што е страшно во тој закон е тоа дека тужениот треба да ја докажува вината, а не тој што го тужи. Понатаму, драстичен случај е тоа што за пренесена клевета од трето лице е тужен новинар-уредник, собственик, и при тоа тужбата е прифатена од судот без тужителот да има активна легитимација, што е, мислам, пракса која во Македонија не може да се најде во ниеден друг суд. Тоа го знам лично, бидејќи сум бил во такви ситуации. Она што уште ги влошува работите е политизацијата на Советот за радиодифузија, тоа дека владата и јавните предпријатија се најголемите огласувачи во медиумите и дека таа постапка е нетранспарентна. И на крајот, врзано со тоа, исто така многу чудниот конфликт на интереси во која Агенцијата за електронски комуникации води кампања во средствата за информирање кои треба да ги регулира. Значи, ова сето што го кажувам е всушност сумирање на наодите кои се домашни и меѓународни. И веројатно многу далеко би не однесло ако ги аргументираме сите. Ова не се никакви тајни. Ја предпоставам дека председателот е тој што треба ми каже завршете, господине Милчин, кој ќе ми кажете, аз ќе завршам. Дали тоа значи дека сега треба да завршам? Еве, толерантни сме, господин Милчин, бевме толерантни према другите излагачи, но да има некоја граница. Последна реченица. Поставете колегите, имаат обичај држава во која слободата на изразување и слободата на медиумите е загрозена до таа мера до која е загрозена во Република Македонија денес, е многу тешко да се нарече демократска. Благодарам. Благодарам и јас, почитувани колеги. Вашите, односно нашите 10 минути за поставување на прашања и одговори поврзани со темата на надзорната расправа. Прв прашање поставува претедникот Гордан Георгиев. Повелете, колега Георгиев, имате збор. Господин Милчин, презумпција на невиност, злоупотреба на притвор, загрозување на слободно изразување, медиумски слободи, право на или забрана на право на јавен протест. Тоа се темите што денеска ги разговараме и самото формално отварање на нови теми на некој начин ги легитимира. Жална е нашата Македонија во 2013 кога формално со да зборуваме на теми кои што би требало да бидат абсолвирани веќе минимум 10 на 15 години наназад. И кои што, како што кажете ви на крајот, се всушност столбови на едно либерално општество, кои што во Македонија се сериозно разнишени, јас би рекол, особено во делот на слобода на медиумите, и сериозно срушени. Вие лично мислам дека дури нема потреба да цитирате извештаи и странски и домашни, кои што не ги признава оваа влада и никогаш не ги признавала, бидејќи сте на еден начин и жртва и предмет на обработка, особено во делот на загрозување на слободата на изразување и медиумските слободи.
И во тој контекст, процесот на лустрација, како би рекол дел или алатка за лов на вештерки и пресметка со несумисленици, е без преседан и по компаративните искуства е без преседан во цела југоисточна и централна Европа. Процесот на лустрација што се води во Македонија. Вие сте предмет, би рекол крвски предмет на оваа хајка и како критичар претходник, како жртва. Ме интересира во кратки црти каква е вашата оценка за лустрацијата во Република Македонија, тоа е првото прашање, и може би поважно од тоа како мислите дека оваа состава може да се промени, јас би рекол оправи или реставрира во една, би рекол, друга либерална иднина на ова општество. И второто прашање, бидејќи сте го раководите Институтот Отворено општество, мрежа на институти низ цела Централна и Источна Европа, кои што де факто без разлика на сегашните дамки што ставаат од актуелната власт, помогна во демократизација и либерализација на општествата, на посткомунистичките општества. Ме интересира таксативно и кратко, ако може да наброите, кои според вас лично, според ваше лично мислење, кои се непријателите на отвореното либерално општество во Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Поведете, господине Милчин, да одговорите на поставените прашања. Да, но ќе се бидам многу краток. Прво, што се однесува до газењето на Уставот. Уставот беше сгазен и на протестот протестот врзан за Кежаровски. Таму беше укинато уставното право, со сила беше укинато уставното право за јавен протест. Тоа е едно. Второ, што се однесува до лустрацијата. Повтореното решение на комисијата која треба да ги верификува фактите ми беше врачено на 5 август 2012 година. На 8 август, согласно поуката и согласно законот, поднесов тужба против решението на комисијата до Управниот суд. 8 август 2012 година. Законот вели дека Управниот суд треба да покрене постапка во рок од 5 дена и таа постапка да биде итна. Денес сме, ми се чини 12 декември 2013 година. Управниот суд се уште, барем јас не знам, а веројатно би требало да знам ако расправале, а би требало да знам бидејќи барав согласно законот јавна расправа. Значи, колку е тоа? Повеќе од година и пол. Управниот суд остава еден граѓанин во ситуација да биде налепен како тараба со етикети, дека е кодош, дека бил полициски тастер и така натаму и така натаму. И тоа не го интересира. Пред една недела видов негде во некој дневен вестник, мислам дека беше утрински вестник, дека председателката на Управниот суд вели дека никој не им кажал дека тоа е нешто приоритетно. Јас сега се прашувам дали треба да се каже нешто што е децидно напишано во законот, па еден суд да постапува согласно на тоа. Како да се излезе од оваа ситуација? Како се поправат работите? Немам одговор на тоа прашање. Очекувам дека пратениците би требале да имаат одговор на тоа прашање. Кои се непријателите на отвореното општество? Погледнете кој ги употребува, кој употребува етикетата соросоиди и веднаш ќе видите кои се. И меѓу политичарите, и меѓу новинарите, и меѓу псевдоновинарите. Тоа не е многу тешко. Никогаш не сум мислел дека списокот на непријателите на отвореното општество е еднаков на списокот на непријателите на Фондацијата Отворено општество Македонија. Тој список е подлабок. Македонската фондација не ги собира врз себе си како громобран идеолошките непријатели на отвореното општество. Благодарам. Благодарам, господине Милчин, на одговорот.
Втор за поставување прашања до вас е пратеникот Александар Николовски. Повелете, колега Николовски. Председателя, ви благодарам. Имајќи предвид дека сте извршен директор на фондацијата Институтот Отворено општество Македонија, која што фондација сама по себе носи низа контроверзии во изминатиот период, особено имајќи предвид дека се издвојува од низа други издруженија на граѓани и фондации и од она што е поимник и начин на финансирање на овие издруженија на граѓани и фондации согласно актуелните закони во Република Македонија, би сакал да ви поставам неколку директни прашања на кои што очекувам директен одговор, без при тоа се надевам да го избегнувате одговорот, имајќи предвид дека вашата фондација која што вие раководите како извршен директор представува фондација која што се обидува да е инволвирана во значајни процеси во Република Македонија. Првото прашање кое што би сакал да ви го поставам е колку средства има вашата фондација годишно како буџет и колку тоа изнесува за последните 5 години, кои се изворите на финансирање и колку од овие извори на финансирање се странски, а колку се домашни, и која е структурата на домашните извори на финансирање, колку се од физички, а колку се од правни лица. Второто прашање кое што сакам да го поставам е која е смислата во вашите раководни органи да има функционери на СДСМ актуелни и поранешни. Третото прашање кое што сакам да го поставам е која е целта и смислата да фондацијата плаќа новинари за да тие работат во соодветни редакции. Само јас лично знам за еден оглас кој што беше минатата година за 50 новинари кои што ги финансира фондацијата, а работат во соодветни редакции каде што се ангажирани како новинари, и дали не сметате дека тоа е корупција на новинари? Четвртото прашање кое што сакам да ви го поставам е дали вие лично како Владимир Милчин, членови на вашата фондација и луѓе со кои што соработувате, имате тужено новинари за напишан текст. Петото прашање кое што сакам да ви го поставам е дали вашата фондација директно или индиректно има учествувано во политички кампањи. Јас можам да набројам две. Едната е доста е во 2002, другата е некои прашања не заслужуваат одговор во 2004 година за територијалната поделба, односно организација. И последното моје прашање, кои интернет портали директно или индиректно ги финансирате? Мислам на интернет информативни портали. Кој е принципот на кој што решавате да ги финансирате соодветните и дали не сметате дека тоа е исто така корупција на новинари? Благодарам. Благодарам. Повелете, господин Милчин. Да, ја се сомнам дека ќе можам да одговорам на сите прашања и не прашања што беа изговорени за 2,5 минути, но ќе се обидам. Прво, фондацијата нема воопшто учествувано во кампањата, некои прашања не заслужуваат одговор. А кампањата доста е точно, тоа беше кампања која се случуваше за време на вооружениот судир или војната, кој како сака. Напишан текст од новинар. Да, јас сум еден од тие што го тужеа, мислевме дека е тоа Драган Павловиќ Латас, уредникот на Вечер, за текст во кој тој кажа барем напиша две лаги. Првата дека јас сум зел хонорар за учество во диалозите во организација на председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски, што не е точно и има доказ дека не е точно. Второто е дека фондацијата ја финансирала СДСМ за време на кампањата 2006, пред изборите 2006. Точно е ова, господин Николовски. Дека фондацијата му даде грант од 45.000 евра и даде грант на Државната изборна комисија, чиј председател тогаш беше од опозицијата, тогашна, а сегашна власт по Македонија, за да може да се, ја ве молам да не го фрлате, без оглед од која партија сте. Се согласувам. За да може да се изврши обука на државните службеници, бидејќи тоа беше прва година во која државните службеници учествуваа во гласачките одбори или комисии, не фаќајте ме за збор. Тој грант од 45.000 беше јавно подпишан пред медиуми, јас и председателот на Државната комисија го подпишавме. Благодарејќи на тоа изборите беа регуларни, ако не се лажам, на тие избори победи партијата на која припаѓа пратеник кој што ми го поставува прашањето.
Не знам на кои функционери на СДСМ мисли во управниот одбор. Ако може да прецизира, немам ништо против да одговорам. Нема функционери на СДСМ во управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија, инаку не е институт, Фондација Отворено општество Македонија. Нема домашно финансирање, има финансирање од надвор. Од надвор. Ако е USAID во Македонија од надвор, тогаш USAID. Ако е Швајцарската агенција за соработка и развој, SDC од надвор, тогаш SDC. Ако е Европската комисија од надвор, Европската комисија. И се разбира основачот на фондацијата Джордж Сорос. Буџетот на фондацијата во 2014 година, тоа сега го знам, че изнесува од основачот Джордж Сорос $2.537.000. Во 2013 ова истото префрлете го во евра. Тоа е она што го има од својот основач и главен донатор. Можам да ви ги доставам, сега во моментов ги немам, цифрите од USAID, SDC и Европската комисија. Не знам дали одговорив на сите прашања, мислам дека почетокот и не беа прашања, туку беа тврдења. 50 новинари. Кај сте виделе таков конкурс, господине пратеник? Некој ви подметнал нешто. Фондацијата никогаш не објавила конкурс за 50 новинари, фондацијата имала конкурс за млади новинари кои били упатени на обука, меѓутоа не 50, за жал немаме толку пари, во школата за нови медиуми во Потсдам близу Берлин. И тоа беше пола-пола трошок. Половина фондацијата, половина канцеларијата на француско-германско младинско пријателство, основана од Конрад Аденауер и Де Гол. Значи не знам на замолувам, мислите. Нема потреба. Толерантни сме, оставаме да доврши во интересе на расправата. Нема потреба да фрлувате се, не сме на седница на собрание. Да држиме дигнитетот и продолжите. Јас завршив, барем ова е она што го запишав, што успеав да го запишам. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Милчин, за вашите исцрпни одговори. Значи, сакам уште еднаш да ве замолам, вака, ние како пратеници сме навикнати да си дофрлуваме едни со други, и тоа ни е дел од фолклорот, веројатно. Меѓутоа, на поканетите гости и представници на институциите, тоа им е малку чудно, ако забележавте. И не е добро да го правиме тоа. Добро, ако мислите дека е во ред, продолжете така. Добро. Ја мислам дека не е во ред.